Почитувани, Венко Филипче и СДС молчат за трет партиски активист фатен со дрога во последните неколку месеци. Во што се претвори СДС? Здружение на наркодилери и конзументи или нивен заштитник. Имено, пред 3 дена, Слаѓан Марковски од Гостивар, активист на СДС, е фатен со 12 пакувања кокаин и кеш. Ова е трет партијаш по Јон Фрчковски и Андон Стојков, кој за само неколку месеци е фатен со дрога. Дали СДС и Венко Филипче ќе се откажат од Слаѓан Марковски или ќе се кријат како што се крија за Андон Стојков? СДС е партија која се претвори во заштитник на криминалци. Венко Филипче има шанса и денес да се откаже од наркодилерите во неговите редови. Ако тоа не го стори, повеќе од јасно е дека нема интерес од тоа и дека интересот се крие во нешто друго. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Да. Ваш коментар за изградувањето на паравари и дали владата е стабилна? Ви благодарам за прашањето. Апсолутно, владата е стабилна и во тоа дилема нема никој. Имаме сериозна поддршка од скоро 2/3 од пратениците и тоа ќе се утврди наскоро преку одредени собраниски постапки. Она што е многу важно е дека сакаме да испратиме порака дека во владата нема место за соработници на ДУИ.